Поплави, урагани, изгоржешко лето. Временските услови стануваат екстремни се повеќе, но колку може да се предвидат и колку луѓето може да се подготват за големо невреме. Од што зависи временската прогноза, како се одредува и за колку време однапред може да се прогнозира. Во подкастот Зошто разговараме со метеорологот Ирена Лазарова Димитровска, која редовно од телевизиските екрани ни ја соопштува временската прогноза. Добре дојде, Ирена. Добре најдов. Секој од нас барем еднаш во денот погледнува во мобилниот телефон да види какво е времето, какво ќе биде. Дали ти го правиш тоа? Колку е, да речеме, мобилната апликација за времето прецизна? Па, делумно се прецизни, но јас секако не ги користам оние стандардни сликички икони кои што ни даваат некоја генерална слика за состојбата, за ситуацијата. Повеќе ги следам оние модели кои што ги користат и нашата управа за хидрометеоролошки работи, тие нумерички модели, преку кои се врши и прогнозата на времето. Сепак, јас лично не се држам толку до тие, апликации, но до некој степен секако има прецизност до одреден ден-два, дури често со пријатели се шегуваме кога се користат тие апликации, велам сликнете ги чисто денес што покажуваат, сликнете ги утре за истите денови, комплетно различна слика. Оно на прво ни дава дека тоа може би прецизно, делумно да, но ги коригираат и тие. Состојбата се менува од ден во ден. Да, некојаш не стигнуваат, па ќе речеме, еве, надвор има сонце, да. Пишува дека врне, не? Да, тоа е генерална слика, а ние сме една мала точка на планетава, би рекла, конкретно, зборувам за Македонија, не пак за Скопје. И за тие такви апликации е тешко за прогноза. Тоа дава можеби одреден дел дека има некаква промена, некаква ситуација, но конкретно онаму каде што се наоѓаме нема ништо. Добро, тогаш како се прави една временска прогноза за утрешниот ден, но например и за цела недела? Што е разликата? Така, јас како метеоролог, иако последниве, скоро 20 на години работам на телевизија, дури дипломската ми беше временска прогноза и медиуми, затоа што е интересна спојка. Сепак прогнозата ја прават управата за хидрометеоролошки работи, но и јас си давам за слово да си направам некоја своја прогноза, кога можеби некогаш не се сложувам со тоа што тие го направиле, или некој процент не ми се допаѓа. А ете се користат најмногу оние прогностички модели и сите всушност физички случувања во атмосферата се преточени. Имаме некоја визуализација на атмосферата со сите параметри, дали температура, притисок, влажност на воздух и со некое претходно познавање за климатската состојба за одредено подрачје, конкретно за Македонија, може да се изготви прогноза. И сега оние нумерички модели кои што ги користат кај нас, ги користам и јас, се со многу голема прецизност. Има за до 3 дена прецизност од над 90%, а исто доста голема прецизност има и за до 10 дена прогноза на време. И може навистина да се даде добра информација околу тоа. Како што кажав, сепак тоа се движења, параметри, нумерички модели кои што се навистина прецизни. Затоа велам подобро е таа слика да се следи, но добро, по широката маса не може тоа да го гледа, затоа сме ние тука. Колку е битна технологијата во тоа? Предпоставувам дека кај нас немаме таква технолошки можности, не знам, програми и се што треба. Дали е тоа голем минус и не става некоја непрецизност? Кои се последиците? Па, технологијата знаеме дека од ден во ден напреднува. Јас кога почнував, со телевизија А1, уште тогаш кога направија прва метеопрогноза со метеоролог, токму тогаш почна оние понапредни, попрецизни модели, тие НММ модели, со што значително се подобри прогнозата кај нас. Претходно, дури секогаш се навраќам, ако работев малце претходно, некако се поклопија коцките, почнав да работам, токму кога се подобри прецизноста за прогнозирање на време кај нас. Но, како што реков, од ден во ден, од година во година, може би технологијата напреднува и веќе тие методи се и кај нас застарени, така што треба многу да се вложува во науката генерално кај нас. Но и
кубуриме и со кадар. Значи, од тој аспект треба многу да се вложува. Науката дури сметам кај нас дека е можеби и најзапоставена. А треба да биде број 1, затоа што се е поврзано со наука. Дали од здравство, од земјоделство, сегде некако е потребно да има стручен и добар научен кадар. Да, интересно зашто не ги интересира луѓето метеорологија, а нема човек што не го интересира времето. Така, интересна професија, е супер професија, е жива, може навистина на многу места да се работи, особено во странство, кај нас за жал е тоа малце поограничено, но тој факултет, всушност, тоа е насока физика, метеорологија со геофизика на природно-математички факултет, трае 4 години и на крај се здобиваме со звање дипломиран инженер по метеорологија и геофизика. Значи може навистина на многу места да се работи. Да. Колкав период најдалеку може да се направи најпрецизна временска прогноза? Интересно прашање и често поставувано. Како што вели еден колега, ние такви сме луѓето, сакаме однапред да ги знаеме работите. Ние сме им као некои предскажувачи. Луѓето секогаш сакаат работите да ги знаат некако однапред. Баш како што напоменав, нели, ние сме им некој вид на предскажувачи. Ако може, година однапред, имало смешни ситуации, па ќе ме прашаат, значи лето е, а за нова година ќе има снег. Да си планираме нешто, па велам, зима е, некој ден сигурно ќе падне снег. За жал, колку е тоа подалеку, нормално помала е прецизноста. Тие се веќе долгорочни прогнози со помала степен на прецизност. Сепак јас би се држала до оние краткорочни до среднорочни, значи негде до половина месец, 15 на дена, 2 недели. Веќе за натаму е со резерва. Колку често се јавуваат луѓе, правам роден ден во сабота, какво ќе ми биде времето? Многу свадба често. За 6 месеци, да, така? Многу често и не ми досадуваат. Тоа ми е знак дека луѓето веруваат, дека имаат доверба кај нас. Значи, од тоа што не следале, од тоа веројатно што сме делумно прецизни, сега нормално има некогаш и грешки се случуваат, но ете се надевам не ни замеруваат, така што има често јавувања, дали за свадби, дали за родендени, прослави на отворено, особено оној бум период, мај, јуни, кога ги има сите случувања, матурски прослави се. Тогаш баш често звонат луѓето и се јавуваат, па не ми е проблем, им изготвам, им кажувам за тој одреден период, или се слушаме, сме во контакт. Луѓе се шегуваат, а да зимаш ти пари од тоа? Секој јавување, толку. Не, тама работа. Мојата работа е сепак 24/7. Не е само она на телевизија. Предпоставам дека и за големи настани, нели државни или тие така. Тие се посериозни. Секој е со одговорност, да. Ама ова има посебна одговорност, ако се такви. Дали може да се спречи? Сме слушнале дека има некакви начини да се спречи некое невреме. Например, се планира голема прослава и се приближува дожд и облак. Може ли тоа се интервенира ли, дали се прави тоа? Обично однапред може да се види, може да знаеме дека ќе има две можности. И во такви ситуации им кажуваме да имаат план Б. Значи да има опција и на затворено, доколку нели се случи некоја таква ситуација несакана. А кога сме сигурни, нема проблем. Така што убаво е да има секојаш и втора опција. Не мислев дали може да се разбијат облаците, да се пренасочи нешто, да се запре. Не, за жал не. Може други ситуации, оние магла, расчистување на магла, но вакви некои не. Барем јас, колку што имам познавање до сега, не. Може да. Мада напредува технолошки технологија, не знаеме, да. Која е разликата меѓу време и клима? Луѓето некако ги поистоветуваат тие работи. Па клима е нешто константно, нели опис на клима, климатска состојба. Каква клима има Македонија? Нешто што по принцип не се менува, а времето е нешто што секојдневно се менува. Има време и како метеоролошко, но и како време саат, мериме време, нели, тоа е сепак друга. Но климата, тоа е она што збориме дека има климатски промени. Колку е променета? Значи, таа не треба да се менува многу. Колку е променета климата кај нас? Па кај нас има промена, да. Македонија важеше за клима, нели, нешто што до пред 5-10 години имавме стандарден термин за каква е климата во Македонија. Веќе во денешно време имаме многу мешано.
Од се по нешто имаме буквално, дали планинско, во градовите веќе се менува скроз различни се и летата. Значи тие климатски промени се позабрзано се случуваат. Влија и она што се случува на глобално ниво. Температурата е зголемена за повеќе од 1 степен на планетата. Дури според последните истражувања, мислам дека беше 1,3 степени. Тоа се чувствува, но најголемиот фактор за жал е човекот. Да, ние си ја променивме. Скопје имаше 4 Македонија, мислам и овој дел од Балкан, 4 годишни времиња. Сега тоа веќе како да е се менува непредвидливо. Ако ова лето сме имале например и 43 степени, мислам, значи дека температурата уште ќе оди нагоре. Многу интересно што овие климатски промени всушност придонесуваат за поголеми екстреми. Значи ние кога ќе го земеме просекот на случувањата, да речеме во еден месец, просекот не е многу поразличен од оној просек претходно. Имаме големи екстреми. Например, се случувало за ден-два да има голема промена од 10 до 15 степени, што е навистина многу. Затоа велам просекот повторно доаѓа горе-долу ист, но екстремите не сме ги имале толку често претходно. Тоа е она што влијае, верувам дека влијае таа климатска промена, и она нели испарување, знаеме дека планетата ни се состои од повеќе од 70% вода и тоа испарување го нарушува и оној топлотен и енергетски баланс, нарушен и ефектот на стаклена градина. Така што сето тоа влијае. Веројатно и затоа се почесто понатаму, јас се надевам нема тоа да се случува доколку влијаеме на луѓето кои што ги носат тие одлуки, да нема така големи екстреми и така бурни процеси. Затоа што еве видовме во регионот имаше и тоа на некој мал простор се случуваат некои бурни ситуации, торнада, некои тропски циклони што не се типични за овој регион. На Балканот. Да. До сега немало торнадо за тоа. Па немало, да, ама налик на нешто такво, да. Еве се почесто ќе имаме суши, шумски пожари, за жал. Дури летово беше мощно сушно кај нас. Јас би рекла јули, август беа буквално не можам ни да ги сметам оние ден, два, три слаби врнежи од дожд. Тие беа недоволни. Имавме дури пресушени речни корита. А ние се сеќаваме дека порано жешко е летово, значи 35-36. Да. Степени ве Скопје, па и Гевгелија, да ги земеме овие што се најтоплите. Тоа не е за 1 степен, него е за 7-8. Да. Не е дека сме имале високи температури, максимумот кај нас 2007 чинам беше, не сум сигурна, Гевгелија околу 43,4 степени беше, не ме држете за збор, не сум сигурна. Ама многу интересно што ние ги сметаме информациите откако се мерат, откако што се вршат мерењата кај нас. Претходно не знаеме точно што се случувало, немаме такви информации. Но дека има промени, а и друго е денес со интернетот, некако сите информации ни се подостапни, не сме сигурни наназад 100-200 години дали имало такви ситуации. Може би имало, но денес дефинитивно се позачестени. Така што тие се тие промени кои што ги чувствуваме. Човекот е виновен за климатските промени. Е сега како да се справиме? Како индивидуалци тешко. Тоа треба системски веројатно. Оние луѓе кои што се на повисоки позиции, кои што одлучуваат за тоа, треба дефинитивно многу средства, многу финансии, но секако доколку не се действува, неспоредливо би било поскапо. Мене ми е жал што кај нас секогаш се гледа краткорочно на работите. За дене, сутре, за 3 до 4 години и после е небитно веќе. Овие се долгорочни работи на кои што треба навистина сериозно да се навлезе во сето тоа, да се стручни луѓе. Знаеме и тоа дека се многу измешани работите, имаме многу нестручни луѓе на одредени позиции. Стручни позиции. Да, а за жал, она што го напоменав и на почеток, имаме и супер млади и умни деца. Еве летово имаше случај со научни олимпијади кај што освојуваат навистина медали. Многу ретко видовме и слушнавме за тие млади и супер умови. Веројатно до одредена возраст седат тука и после се заменуваат затоа што за жал не се искористени и не се вложува во нив. Или не можат од морето нестручни да испливаат на површината. Така е, да. Добро, но сепак луѓето гледаме дека има свест и бидејќи времето
во многу аспекти во животот. Ве допира здравието, психичката состојба, начинот на живот, како утре ќе се облечете на крајот на криштата. Тие и самите велат, ја видов дека има некои анкети, дека би сакале и сами да придонесат на некој како индивидуалци или? Па, да. Мислам, дали секој од нас може поединечно нешто да прави, колку климатски во вие промени се врзани со загадувањето? Многу. Со тие... Па човекот, како што кажавме, фактор број 1, дали загадувач, дали оние големи фирми, тука е веројатно индустрии. И можеме да дојдеме на некој начин до поединецот. Да, ма сепак еве јас лично се трудам и секој е убаво да го прави својот максимум доколку може, нели? Еве сум со велосипед, се трудиме нели колку можеме да вложуваме, но како индивидуалци не сме толку мокни. Дури еве Македонија како држава е мала во споредба со оние големи држави загадувачи. Нашиот процент е минимален, што не значи дека не треба да се трудиме и да вложуваме. Оние големи сили, Америка, Кина, се најголемите загадувачи, над 68% загадуваат само тие неколку држави. Ние многу мал процент сме, но сепак треба да се работи. Зошто да не ги биде поубаво? Последиците, да. Така е. Не, можеме сигурно да... Жалосно е мала земја, дури луѓе кои ќе дојдат од странство од поголеми држави со милиарди жители, мислат дека е лесно да се контролира кај нас и да се среди се, токму поради тоа што сме мала држава, но за жал. Да, но еве со урбанизацијата ние дали ја менуваме климата во Скопје? Менуваме дефинитивно. Ете, како можеме и на евен микро да речеме споредба со овие сепак нешто се... Многу работи се отидени длабоко. Дали тоа ги смени колку ги смени временските прилики во Скопје? Па менува, еве гледаме во Скопје веќе не е онака како што беше. Смената е температурата. Едни се мерењата на управата за хидрометеоролошки работи горе на таа висина кој што ги добиваме, други се на асфалт, помеѓу згради, тоа е вжештана маса, сосема поразлична слика. Значи од она што ќе го кажеме да си додадеме уште некои 5-6 степени. Тоа би било вистинската температура. Да, плюс тие си на сенка мерени. Да, дочи може и над 50 да било. Да, оние слики кои што ги гледаме по социјални медиуми, па и горе-долу се вистина до некаде. Па и уште, ако исчезне уште малку зеленило, ќе биде уште потешко. Има многу работа, дефинитивно. Да се живе. Благодарам, Ирена, на разговорот. Да не случајно има временска прогноза за октомври? За октомври. Многу интересно што еве септември периодов имавме заладување, нагло заладување од 40 на 5-16 степени, тоа е екстрем. Од досегашниве анализи, претходни години што сме ги правеле, најчесто кога септември е малце посвеж од вообичаеното, обично имаме некое продолжено лето октомври-ноември. Јас верувам дека тоа ќе се случи повторно, така што од сега гледано октомври би требало да биде нешто потопол од овие моментални денови кои што ги имаме и температури. Благодарам и за прогнозата. А вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме на нашите социјални мрежи. Довидување од мене Сања Васич и од продуцентот Дејан Балански.